Драмски пиеси, музички перформанси и шансони. Сето тоа во маестрална изведба на младите кривопаланчани влюбеници во францускиот јазик и култура. Годинава по четврти пат салата во Кривопаланичкиот дом на култура беше претесна да ги собере сите гости кои со внимание ја проследија франкофонската вечер во организација на учениците од Основното училиште Јоаким Крчовски и Средното општинско училиште Ѓурче Петров под менторство на нивните професорки по француски јазик. Одбележувањето е по повод 20 март, меѓународниот ден на франкофонијата. Годинава франкофоните одбележуваат и јубилеј, 10 години од членството на земјава во меѓународната организација на франкофонијата. Промоција и актуализација на францускиот јазик, како и представување на македонската култура на истиот, се главните цели на активностите кои ги реализираат младите франкофони, истакнуваат професорките по француски јазик. Бројната публика во Центарот за култура Крива Паланка имаше можност да ужива во звуците на француската шансона, да ужива во извонредните театарски представи кои што нашите ученици од гимназијата и од Основното училиште ги изведоа на француски јазик. Понатаму од ритмички танци учествуваше хорот од нашето училиште од Јоаким Крчовски, понатаку учествуваше оркестарот од училиштето Јоаким Крчовски и други точки. Па кога ќе се вратам наназад пред 4 години, едва успевав да ги анимирам учениците, да ги мотивирам да учествуваат на франкофонски настан. И сега веќе по 4ти пат кога го изведуваме франкофонски настан, франкофонска вечер во Крива Паланка, веќе имаме околу 120 ученици кои што учествуваат и верувајте дека имаше голем интерес за учество во оваа манифестација. Инаку чест и задоволство ми е што оваа година лично присуствуваше амбасадорката на Република Франција, господја Лоран Соер. Понатаку учествуваа председателката на Сдруженијето на професори по француски јазик, господја Елисавета Поповска. Учествуваше советничката во Бирото за развој на образованието на Република Македонија, господја Кети Димковска и други бројни гости. Искрено сум пресреќна што успеавме да организираме ваков настан и за кој што се трудиме секоја година да биде се подобар и подобар. Оваа година малку смисливме поинаков концепт, значи на почеток имавме организирано коктел, кој што беше целосно организирано од гимназијалците во подршка со професорот по угостителство. Имавме коктел со традиционални македонски и француски јадења. Исто така, значи имавме оваа година точки од различен карактер, имавме музички точки, драма имавме скеч, така да секој по нешто што можеше да спреми и да покаже. На франкофонската вечер во Крива Паланка присуствуваше и амбасадорката на Франција во Република Македонија, Лоран Соер, која не ги криеше своите импресии од доследната изведба на учениците и нивниот ентузијазам за изучување на францускиот јазик, како и од масовноста на овој настан. C'était une soirée formidable. Ова беше една фантастична вечер. Се гледа дека учениците вложиле многу труд и многу работа и сите аспекти од францускиот јазик беа разработени. Значи имаше театар, имаше хумор, имаше скечеви. Она што ме импресионира, ние всушност бевме многу добро пречекани овде, меѓутоа она што ме импресионира беше бројот на присутни вечерва во салата, значи ученици, родители, што му даде на францускиот јазик, значи еден многу жив карактер и ние на тој начин сметаме дека францускиот јазик е жив овдека во Крива Паланка. Присутна беше и председателката на Сдруженијето на професори по француски јазик во Македонија Елисавета Поповска. Денеска присуствувавме на една прекрасна франкофонска вечер.
која што е традиционално се одржува веќе по 4-ти пат во вашиот град. Моја прилика да видам една ваква вечер беше за прв пат во суштина, бидејќи јас од пред една година сум председател на Сдруженијето и навистина сум многу пријатно изненадена и воодушевена и сиот овој ентузијазм, сита оваа љубов со која што се инвестирале учениците во сето она што го припремиле во оваа приредба, поддршката која што ја добиле и од професорите, и од директорите, и од самиот град, сето тоа кажува дека франкофонијата е навистина една жива вредност во вашиот град, во Крива Паланка, и јас се надевам дека така и ќе остане. Франкофонскиот спектакл кој годинава се одржа под мотото "Францускиот е шанса, искористија". Го проследија и други бројни гости од францускиот круг во земјава, како и бројни родители, наставници и останати од општината. Во рамки на одбелешувањето на франкофонската вечер беше организирана и изложба на дела од меѓународниот ликовен проект Интерланг. Во рамки на манифестацијата беше реализирана и гастрономска вечер, на која во организација на угостителско-туристичката струка при Кривопаланичката гимназија и Францускиот институт Скопје беа послужени традиционални македонски и француски специјалитети. Угостителско-туристичката струка при Средното општинско училиште со Ѓорче Петров се вклучи во изготвување на една као шведска маса, припремена некои јадења од француски специјалитети и македонски специјалитети. Се потрудивме, сега е ствар да оценат дегустаторите да видат, да, така. Да, заедно со мене, така, учениците заедно со мене. Денеска тоа го работив,